Исказите на полицискиот службеник од април 2018 година дека притвореникот Јане Ченто во моментот на проверката не бил дома биле лажни, пресече апелациониот суд од Скопје. Постапувајќи по жалбата на тогаш осомничениот, а сега веќе обвинет полициски службеник на одлуката од првостепениот кривичен суд во Скопје, а по претходна тужба од Јане Ченто, повисоката судска инстанца деновиве само го потврди она што од почетокот го тврдеше и семејството на Јане, а и тој самиот. Иако за доцнета, оваа пресуда е само уште еден доказ дека случајот 27 април е монтиран без фер судење, ни изјави за Алфа таткото на Јане, Коле Спирковски. Она што го кажував јас пред 5,5 години од прилика тука некаде, дека мојот син го приведоа повторно во Шутка да го однесат незаконски, без никаков доказ. Службеното лице од МВР што дојде тука го пријави како да е отсутен дека не е дома, дека бил излезен во тој момент и наредниот ден тие дојде повторно го зеде да го вратија во Шутка. Така да ова пресуда према него за нас е надеж дека понатаму ќе иде вистината во целост. Пред критичниот ден, кога Јане од куќен притвор повторно беше вратен во Шутка, имало неколку кратки полициски проверки. Меѓутоа, во ниту една од нив немало директна комуникација со притвореникот за службеникот да заклучи дека тој не бил дома. Ниту задзвонил, ниту викнал, но затоа веднаш бил известен надредениот старешина, како и одговорниот судија, дека лицето не било дома. Како доказ, семејството уште веднаш ги стави на увид и снимките од безбедносните камери, на кои јасно се гледа дека Јане е дома. Се беше залудно. Јане беше вратен во Шутка, каде повеќе од 2 години помина низ пеколна тортура и тоа ниту една пресуда нема да го надомести. Резигнирано ни рече таткото Коле. Ќе барам повторно судење, ние не барам милостина, барам правично и фер судење да се докаже дали ние стварно имаме терорист дома, односно моментално е во затвор, или вистината ќе излезе на виделено дека нема никакво дело, сето наместено за 27 април, сето тоа измисли се на власта. Обвинетиот полициски службеник е осуден условно на 18 месеци во наредните 3 години да не направи ново кривично дело. Јане Ченто првично беше осуден на 15 години затвор, па казната му е намалена на 13. Тој веќе 6,5 години е во затвор. Инаку сега веќе принудно пензионираната обвинителка Вилма Русковска пред неколку дена јавно кажа дека воопшто не се кае за драконските казни за сите осудени за настаните од 27 април, бидејќи, како што рече, им биле заслужени.